Една од причините зашто фуфкофобичарот не доаѓа кај мене е токму оваа приказка, која што на една од двете наши средби ручеци ја зборевме, каде што му реков: фуфкофобичару, нели приметуваш дека ова се случува, дека еден ден кога ти ќе имаш 5 пратеника и повеќе, тебе ќе ти се случи? И да не ви кажам кој беше одговорот, беше многу прагматичен во тој период од таа временска дистанца, но сега гледаме дека не било. Јас само би го прашал: се согласувам дека не е во ред, значи да немаме дилема. Се согласувам дека не може да се прави дискриминација за една група на пратеници во собранието кои што имаат 5 и повеќе пратеници и има така наречена пратеничка група. Но истовремено не може никој да ми каже дека доктор по правни науки, гениалец по правото, за мене Кант, вистински Кант, да не ме свати погрешно, Имануел Кант, филозоф, Гилгамеш, еве како сакате повеќе, да не го забележи тоа од 2020 година кога поточно стапува на сила оваа норма и да не каже чекајте што се случува. Истовремено, кога се распишуваат изборите, овој истиот Кант, Имануел Кант, нели, да не го забележи да каже на време пред 2-3 месеци за да може сите институции, меѓу кои медиумите, јас ки излезам ќе речем, да фуфкофобичару во право си треба да се вметне ова внатре, независно дали ти ќе имаш кампања на Канал 5 или нема да имаш.